Почитувани, денеска имам задоволство да присуствувам на презентацијата на публикацијата Потенцијалот на извозно ориентираните компании за придонесот во пост-ковид периодот за економското опоравување во Северна Македонија, изработена од Finance Think. Активно ја следиме состојбата и преку реализација на соодветни економски мерки со кои ги зачувуваме работните места, ја одржавме ликвидноста на компаниите, но стимулиравме и понатамошен развој на самите бизнес субјекти. Успеавме да ги облажиме негативните ефекти, падот на трговската размена која што во еден период достигна од минус 10%, а бруто домашниот производ во рамките на проекциите од минус 4,5%. Извозно ориентираните компании се оние кои ќе имаат голема улога во економското закрепнување. Токму затоа, преку четвртиот и петиот пакет на мерки, веќе не зборуваме само за помош, туку и потикнување на нови инвестициски активности на овие производствени капацитети. Тука би ги истекнал неколку од мерките. Фондот за поддршка на извозните компании, бескаматните кредити на Развојната банка, но и законот за државна гаранција за кредитирање, кој ќе донесе дополнителна ликвидност за компаниите, а државата ќе гарантира за нивниот влог. Преку отворен пристап и дискусија со сите релевантни чинители сторивме дека во рамките на можностите ќе ги ублажиме и ги ублажуваме последиците и навистина успеавме во тоа. На крај на годината извозот од Република Северна Македонија бележи раст. Во јануари 2021 тоа бележеше раст од 15,4% споредено со истиот месец во 2020 година. Само за подсетување, јануари 2020 година се рачунаше како еден од најдобрите месеци во изминатите неколку години. Додека увозот бележи раст од 5,3% во истите месеци. Во овој месец забележена е досега највисоката покриеност на увозот со извоз од стапка 84,7%. Само за подсетување, последните 15 години оваа покриеност ја неаме достигнато. Јануари 2021 е шестиот месец поред по кој извозот бележи раст споредено со истиот месец од претходната година. Тренд кој искрено се надеваме дека ќе продолжи и понатаму и секако е потврда на соодветните економски политики кои оваа влада ги имплементираше за време на најголемата здравствена и економска криза. Благодарам.